Почитувани, добра вечер. Вие сте со анализата на Телевизија 24. Бурните периоди и важните датуми кои се исчекуваат се чини дека се судбина на македонското општество. Земјава и граѓаните се во константен грч, како брод на немирно море кој никако да излезе од олуите и да се прикотви во мирно пристаниште. Договорот со Бугарија и преспанското решение требаше да бидат почеток на нормализација и смирување на тензиите. Со влегување во НАТО и почеток на европскиот пат, но не би било типично за Македонија се да е предвидливо. Па така, повторно сме сите во грч, дали во октомври ќе добиеме датум за преговори, а корупцијските скандали сигурно не ја олеснуваат ситуацијата. Власта и опозицијата не можат да постигнат решение за законот за јавното обвинителство, кој исто така е една од околностите кои водат кон позитивна европска одлука. Вечерва дебатираме со министерот за надворешни работи, господинот Никола Димитров, и подпредседателот на ВМРО. Добро вечер, и подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добро вечер во поканата. Господа, добра вечер. Министре, ја очекуваме одлуката европската на членките на Европската унија за тоа дали конечно ќе добиеме датум за преговори после 10 успешни препораки. Кажете ми, последниве случувања, корупцијските скандали, особено аферата Рекет, која е сега во жижа на јавноста, одмогнуваат ли во таа одлука и дали воопшто влијаат на одлуката на европските држави? Јас скоро имав 5-дневна европска турнеја, која што ја почнав во Париз, бев во Брисел и ја завршив во Берлин и се вратив охрабрен. Мислам дека сме многу близко до целта. 18 години од кога ја подпишавме спогодбата за стабилизација и асоциација, 14 години кандидатски статус и после 10 или 9, во зависност од тоа дали ја броиме 16-та година, дали имаше препорака или немаше препорака, оваа година имаме исклучително убедлив случај. Влогот за нас е огромен, меѓутоа преку одлуката за нас ЕУ ќе прати порака и до другите држави во Западниот Балкан, а влогот и на ЕУ е посебно голем во смисла на влијанието и кредибилитетот на Европската унија, дали воопшто има европска перспектива. Берлин немаше соговорник што имаше било каков сомнеш дека ќе добиеме зелено светло во Бундестагот. Јас имав средба со двата големи политички блокови, трите дури, и со зелените, министерот Маас, министерот Рот, двајцата советници на канцеларката Меркел, председавачот со Комитетот за европски прашања Крихбаум, ЦДУ, ЦСУ, Вадефул, шеф на групата на ЦДУ, ЦСУ што се бави со Балканот и многу други. Никој немаше сомнеш. И заради тоа што си ги решивме маките што не држаат толку долго време назад во чекалната, и заради тоа што имаме еден очигледен пресврт со сите грешки и минуси што уште ни се случуваат, еден очигледен пресврт во тоа како функционира македонската демократија. За Рекет, да речеме, го споменавте скандалот, самиот Крихбаум во интервју што беше објавено минатиот петок за Дојче Веле, вели: јас на тоа гледам и позитивно, бидејќи добро е лошото да се открие и добро е системот тоа да го санкционира. Не сум баш убеден дека ова ќе се случеше пред 5 или 10 години. Тоа што нас уште ни го споменуваат и зашто бев прашан во Париз, каде што уште нема одлука, иако чувството ми е дека се придвижуваат кон позитивна одлука, меѓутоа се разбира не можеме да зборуваме пред тоа да дефинитивно да се случи. Председателот Макрон ќе ја пресече таа работа заедно со министерката за Европа, неговиот советник, министерот за надворешни работи Ледријан. Бев прашан докаде сме со преговорите околу законот за јавно обвинителство. И во дебата во холандскиот парламент пред неколку дена исто така ова прашање било отворено и разговарано. И мислам дека ако сакаме до крај да си ги зацврстиме шансите 100%, треба да најдеме начин, меѓутоа не било каков закон, туку закон што нема да ги прегази црвените линии на
нашите граѓани, меѓутоа и на дел од земјите членки. Да не се изгубат случаи по пат од старото кон новото, политиката да не решава што ќе се гони, што нема да се гони, туку системот, обвинителите, и да се задржи тимот на специјалното јавно обвинителство, бидејќи СЈО не е само зградата или името, туку се случаите, работата и обвинителите што таму работеле. Да. Добро, Николовски, за вас ставот на ВМРО ДПМН е разбирливо сосема спротивен од ова што го кажа министрот, ќе кажете вие за тоа повеќе, но јас сакам директно да ве прашам, при посетата на претседателот на Европскиот совет, господинот Туск, во неговата изјава во владата, он вели, освен тоа дека сме шампиони, како рече, во зрелоста, во спроведувањето на реформи, рече, нема ниту најмал сомнеш во Брисел за способноста на владата да се бори против корупцијата. Па добро, јас би бил среќен доколку во октомври сега Европскиот совет конечно определи датум за почеток на преговори, затоа што тоа е заедничка желба и тоа е нешто што македонските граѓани долго го чекаат и го посакуваат. Дали ќе се случи тоа или не, останува да видиме. Јас имам одредени претпоставки, сознанија кои што во текот на оваа емисија ќе ги споделиме со гледачите. Но она што е факт е дека и ние исто така се залагаме да државата отпочне преговори. Впрочем, јас бев минатата недела во Брисел, каде што имавме разговори со сестринските партии, со Европската комисија и со пратеници од Европскиот парламент кои што не се од сестринските партии. Претседателот на партијата најави дека ќе испрати писмо до европските лидери во кое што ќе побара државата да добие датум за почеток на преговори. Но за жал гледаме дека она што требаше да е реалност уште минатата година во втората половина на оваа година не се случува. Имено да ја потсетам македонската јавност, основното ветување кога се правеше договорот од Преспа беше дека државата ќе стане членка НАТО и ќе отпочне преговори за членство со Европската унија. За жал сме далеку од почеток на преговори за членство во Европската унија, година и скоро половина после потпишувањето на договорот, што само ги оправдува одредени скепси кои што ние ги имавме во тој временски период кога се постигнуваше договорот и во однос на материјалната содржина на договорот, но и во однос на временскиот период. Тогаш на само една од двете вкупно лидерски средби кои што се случија за името, мислам ќе беше покорисно да имаше повеќе. Јас бев тој кој што сугерираше на владата дека можеби не треба брзаат за јуни и да остават простор да изградат подобри позиции за да не добијат лош договор. Аргументите беа дека тоа треба да се направи час поскоро затоа што на крајот на јуни се очекува да се добие датум за почеток на преговори. На 17 јуни се потпиша Преспанскиот договор со сите штетни последици кои што тој ги има. Веќе на 29 јуни Македонија не доби датум за почеток на преговори. Заев тогаш лажеше дека сме добиле, па видовме после сите дека не сме добиле, па беше кажано дека тоа се случи година дена покасно, дојде овој јуни исто така не се случи. Сега го очекуваме октомври. И да бидам искрен, се поставуваат многу прашања во јавноста која беше целисходноста на тие политики ако ние немаме известност да почнеме преговори, камоли да станеме членка на Европската унија. И тука секако домашните слабости се клучни. За жал оваа влада не успеа да реши голем број домашни слабости, напротив ги продлабочува, особено во битката со корупцијата. Вие го спомнавте рекет. Рекет има своји продолженија. Денес видовме најава за рекет 2. Тоа е вмешаноста на директорот на Фондот за здравство и министерот за здравство Филипче во нова корупцијска афера која што беше објавена ова попладне, за која што се поднесени и кривични пријави. Има најави и за други работи кои што ќе излегуваат во јавност во следниот период, што само говори дека корупцијата е влезена скоро во сите пори на оваа влада и таква влада не може да е кредибилен партнер на другата страна, односно не може да се очекува да било кој има позитивно мислење за таква влада. Да, но прашањето ми беше зошто тогаш од Европската унија се толку децидни дека имаат целосна доверба во владата за борба против корупција. Треба да направиме една сериозна разлика. Јас ова го споменав и при една претходна дебата помеѓу она што го прави Европската комисија и земјите членки. Европската комисија е позитивна и добро е што е позитивна. Земјите членки гледаат малце поинаку. На овој извештај на Европската комисија имаше минимум 3 паралелни извештаи кои што ги изработија 3 земји членки кои што не соодветствуваат со содржината на овој извештај, пред се во делот на борба против корупција и владење со правото, а последниве скандали кои што ги имаме дополнително ја оддалечуваат државата.
Така што уште еднаш се надевам на позитивни вести, но во овој момент со ваквото однесување на владата морам да кажам дека имам резерва во себе околу тие позитивни вести. Туски кој е председател на Европскиот совет. Значи не е функционер на Европската комисија кој што председава со земјите членки. И тој ќе председава со Европскиот совет на 17 и 18. Да. Министре, често повторувате и пред Кајко Мас, чисто ова да го елаборираме малку, имавме пресконференција во четвртокот, минатиот четврток, и тој вели, јас мислам дека Северна Македонија ги исполни сите услови за почеток на преговори, изборувајќи во името на Германија, мислам дека и Бундестагот, и ние, ќе дадеме зелено светло и ќе се залагаме за зелено светло кај сите други земји членки, нашите европски партнери. Тоа е министр за разворешни работи на Германија, една од локомотивите на Унијата. Мислам дека овде ќе направиме добра работа за народот и за граѓаните ако политичката битка, што е сосема природна, владеачко мнозинство, опозиција и така натаму, не ја водиме баш на прашање кој што има 90% поддршка од граѓанството. И сите ние, кога опозицијата била во влада и така натаму, сме се обидувале конечно да го направиме тој исчекор. Ако гледаме на ова така, можеби ќе биде малку полесно и да се најде заеднички јазик за законот за јавно обвинителство, и мислам дека залагањето на опозицијата најмногу ќе биде суштински корисно во нашата аргументација ако успееме и тој закон да го донесеме, меѓутоа не ни се сосем отворени рацете таму. Тоа е контекстот. И јас затоа, кога зборуваме баш за европските интеграции, не правиме добра работа ако влеземе во оваа наша по-редовна спротивставување, надмудрување и така натаму. Мислам дека е преважно прашањето, толку многу чекавме и толку многу реперкусии ќе има таа одлука во октомври на нашето општество, на нашиот народ, македонскиот народ, сите заедници што живеат тука заедно во нашата држава. Да, тоа сакав да ве прашам и за реперкусиите, тоа ми беше прашањето, но еве ќе го ставиме за потоа. Николовски, за ова што го зборува министр Димитров и вие што кажавте за поддршката која има ВМРО ДПМН за почеток на преговорите, го спомнавте писмото кое господин Мицкоски ќе го прати до европските народни партии, но во излагањето пред европските народни партии, пратеникот Владко Ѓорчев кажал вака, отприлика: владината корупција стана секојдневие во државата. Се повеќе се гушат медиумските слободи, а пак политичкиот прогон е факт. Екзодусот од ден во ден се повеќе се зголемува, со еден збор земјава секојдневно назадува. Значи, тоа е од минатата недела, излагање на Ѓорчев пред европските народни партии. Сега, доколку ова е дел од таа политичка борба, од политичкиот фолклор е во ред, но овие изјави на господинот Ѓорчев не се подкрепени од меѓународни извештаи, како што беше порано. Тоа се повеќе политички проценки ваши. Прво мислам дека она што го кажавте е нешто што е вистина и што го гледаат сите граѓани во Македонија. Не може од нас никој да очекува да ние одеме надвор и не ги кажуваме своите ставови или уште полошо лажеме за состојбата во Македонија. Јас тоа што го кажав минатата недела е дека граѓаните не треба да бидат казнети заради заефира или неспособноста на оваа влада, и навистина мислам дека не треба да бидат казнети, но на крај една држава се оценува соодветно на владата која што ја води. Дали во оваа држава имаме најголем корупцијски скандал откако држава во памети? Имаме. Дали прв пат во историја на државата гледаме торби полни со пари? Прв пат ги гледаме. Дали гледаме цела структура на владеачката политичка партија СДСМ дека била вклучена во помагање на рекетарите низ разни средби со бизнисмени, градоначалници и така натака, гледаме. Дали е факт дека 20 на милиони евра били изрекетирани, нешто што го кажав пред месец и половина, никој не ме демантира до денес, веројатно е факт. Дали е факт дека ова е добро организирано и начело на целата оваа пирамида стои врвот на СДСМ, исто така веројатно е факт, затоа што никој во државава денар не би дал на Боки 13, камоли тешки милиони да
му дава ако не стои силна политичка логистика позади него. И сега ние не можеме да избегаме од таа афера и да одиме надвор да велиме не, кај нас нема афера, нема ништо. Дополнително на тоа, денес имаме нова афера. Предходно имавме афера за, да ве подсетам, генералниот секретар на владата, која што имаше обид да се заташка. Во континуитет имаме во наводници поситни афери кои што се случуваат на локално ниво. Денес имаме нов скандал со градоначалникот на Скопје. Практично нема ден во кој што ние не зборуваме за корупцијски афери. Последнава афера од денес е обид на директорот на Фондот здравство и министерот за здравство да спречат втората најголема компанија во својата област во здравството да влезе со своја инвестиција во Македонија, зашто бил информиран шведскиот амбасадор во држава, пошто од таа држава имало средби со премиерот и така натаму, и гледаме како се однесувале, штом стигнале да луѓето поднесуваат кривични пријави, веројатно не го прават тоа, што им е убаво. Следот на овие афери само зборува за корумпираноста и зборува за една филозофија која што ја кажавме уште минатата година, а таа е дека сериозен дел од луѓето во врвот на СДСМ мислат дека со самото тоа што го решиле спорот со името и што го промениле името, меѓународната заедница ќе им дозволи да прават што сакаат. И дури имавме еден слоган, менуваат име за да крадат. Тоа е таа филозофија. Дури во одредени кругови се зборуваше како Мило Џукановиќ дека ќе владееле, па после валјда срам ги фати и престанаа да го зборуваат тоа. Од тоа ние не можеме да побегнеме и не можеме да ставиме розови очила на нас и да не го гледаме тоа. Од друга страна, добро е државата да напредува. Во таа насока, уште само кратко, уште минатата година, ние предупредивме дека најголемата грешка која што може да и се случи на Македонија е да влезе во иста група со Албанија. Тоа го кажавме во април минатата година, уште договор која немаше за името. Официјален јас добив одговор од владата дека тоа е научна фантастика. Година и пол покасно, сите зборуваме дека Македонија и Албанија се во група, сите зборуваат дека е добро да се раздели Македонија од Албанија за да не ја влече назад, но тоа веќе никој не ќе да го направи, затоа што ова влада сега и полоша од владата на Еди Рама. Значи, неколку пати беше споменато, не можеме да лажеме и така натаму. За жал, мислам дека токму тоа се случува, има една експлозија од невистини. И конфузија е во јавноста. Значи, да се каже дека слободата на медиумите денеска е во полоша ситуација од претходно, еве, јас ја представувам владата, соговорникот ја представува опозицијата, моја задача е, се разбира, да бранам и да фалам, негова задача е да критикува. Затоа ќе се послужиме со трети страни. Европска комисија, оценката за напредок во слободата на медиумите е добар прогрес, што е 4. Оценката 2016 година беше на задување, 1. Ние имаме 4, опозицијата кога беше влада, 16 година, има 1. Извештајот на репортери вон граници, скокнавме напред места. Извештајот на State Department за човекови права вели, видлив е прогресот во слободата на медиумите, како што е видлив и во независноста на судиите. Тоа се зборови на извештајот на State Department. Прогресот во борба против корупција и реформи во правосудство е исто добар, 4. 16 пак беше на задување. Проблемот е во кредибилитетот, за жал, на опозицијата која што не помина низ катарзата, низ која што помина остатокот од македонското општество, заради кое што сите промени се случија во земјата. Ја не се согласувам. Прва рекет, добро е што се откри, никогаш нема штета кога прљавштина ќе излезе на виделина. Корупција има секаде, главниот тест е што правите кога ќе се открие. Си има истрага, си има луѓе во притвор, како што вели Кригбаум, не знам дали баш тоа ќе се случеше пред 5 години. Бомбите од прислушкувани 20.000 луѓе со сите индиции за сериозен криминал, злоупотреба на положба, корупција и така натаму, тука ја немаме ние уште одговорноста доволно. Колку пресуди има, мислам дека има 2, има многу истраги, има и токму затоа се затегнати преговорите околу законот за јавното обвинителство. Нивниот почесен претседател има осудувачка пресуда и не е во земјава за да не ја одслужува казната. Уште е почесен претседател. Ке се оградат од тоа, нема да се оградат од тоа.
И они имаат, пазите, таква дрскост, затоа ова е многу спорен кредибилитет воопшто да се разговара на оваа тема. За жал. Треба да поминат низ таа катарза, што вика професорката Арифи, таков некој наслов имаше. Како може во преговарачкиот тим за законот да има човек што е обвинет во случај? Тоа значи дека обвинетите или тие што се гонети треба сега да се свртат кон обвинителите. Имаме една неверојатно парадоксална ситуација овде. Значи, Европска комисија не ја говори вистината. State Departmentот не ја говори вистината. Freedom House не ја говори. Репортери без опозицијата само ја говори вистината. Да се каже дека денес колку беше на медиумскиот пазар, вие сте новинар, на моменти 60% од рекламите, од обртот на медиумскиот пазар во државата беа даночни пари, пари на граѓаните. Ние сега не правиме владини реклами, не пазарните сили се во функција. Од тука очигледно е подобрување, имаме дебати. Да не забравиме, тоа не беше многу одамна. Колку се сретнаа председателските кандидати, мислам дека има 9. Ако не се лажам, телевизиски дебати пред избори. Значи, да не веруваме на Берлин, да не веруваме на комисијата, да не веруваме на председателот на Европскиот совет, да не веруваме на едно чудо земје, Сабајл имав работен доручек со Вишеград, земјите 4 амбасадори и така. Што се смени? Се стесни патот. Кога Хрватска влезе, последната, 2013, од тогаш се стеснува патот. Европа има многу кризи, малку губи доверба дека процесот на пристапување вистина може да ги направи овие земји подемократски, со посилни институции, кај што ќе има ред и правда. И ние сега мораме, гредата е малку подигната, кај што треба да скокнеме. Мораме да ги убедиме многу повеќе, зошто? Бидејќи чекавме во чекалната, заради името, бидејќи можеби мислевме, предходно договорите со ЕУ ги потпишувавме како поранешна Југословенска република Македонија. Јазикот беше на официјални јазици. Ја не сум сигурен ова фразата штетните последици од Преспански. Ја мислам дека Преспанскиот договор е добар и без ЕУ, инаку се слагам дека референдумското прашање почиваше на две нозе. НАТО членство и почеток на преговорите со Европската Унија. Без ратификацијата на пристапниот протокол во грчкиот парламент немаше да може да влезе во сила, а без ние да сме во пристапниот процес со ЕУ не може до крај да се имплементира Преспанскиот договор. Сакав да Да, би сакал поите тези имаше да ги искоментираме. Прво во однос на состојбата со медиумите, мислам дека неколку работи се факт. Прво, излегува во медиуми афера за генералниот секретар на владата. Никој од обвинителството не се занимава со генералниот секретар на владата, ама во обвинителство беа поканети двајца новинари, кои што требаше да ги кажат своите извори, односно обвинителството и полицијата баре од нив да кажат кои им биле изворите за тоа што го објавиле, дури на едниот му се закануваат и со кривична пријава. Понатака, за состојбата во медиумите, видовме преку случајот Рекет како се финансирал еден медиум и како наеднаш сите добиле огромна желба да се рекламираат во тој медиум. А исто така, мислам дека е забележливо дека во одредени медиуми нема толку храброст да се рекламираат толку бројни компании, што само говори вака дека балансираноста тука ја немало, напротив имало силна мотивација тоа да се прави. Видовме како на отварањето на тој медиум се појави скоро цела влада. Видовме како во тој медиум се изради цела влада и владини аналитичари и видовме како таа работа заврши. Во однос на откривањето на Рекет, институциите никогаш немаше да го откријат Рекет и ќе го заташкуваја доколку не беа токму новинарите. Прво, да ја потсетам јавноста, дека Рекет почна да излегува заради храброста на еден новинар кој што беше соочен со силни закани кои што самиот сведочи во тој период кога ги објавуваше и немаше никаков потек од страна на обвинителството. Случајот бил пријавен во тек на месец мај, обвинителството првите чекори ги презеде веќе во месец јули.
И обвинителството сакаше да ја заштити Катица Јанева и бројни структури на СДСМ во тој период од месец дена до некаде 15 август дава најпозитивни изјави за Катица Јанева и Катица Јанева беше притворена само како реакција на излегувањето на снимките во италијанскиот весник Лаверита, затоа што веќе никој не можеше тоа да го брани во јавност. Така што рекет колку толку е откриен заради притисокот во јавност, не заради функционирањето на институциите. Дополнително, рекет и сега се заташкува затоа што никој не копа нагоре, затоа што Зоран Заев се плаши дека тоа ќе стигне до него. И оваа битка околу законот за јавното обвинителство е само околу тоа. Тоа што, да им поедноставам на граѓаниве што се случува. ВМРО ДПМН нема проблем да сите започнати судски процеси во рокот од 18 месеци се завршат во судовите. ВМРО ДПМН нема никаков проблем доколку има индиција за било каков криминал, а во тие 18 месеци некој не стигнал да го разгледа, се го разгледа редовното обвинителство. ВМРО ДПМН немаше проблем да се предадат предметите, тоа го понудивме на пресконференција месеци пред да се направи и тогаш јавниот обвинител одби. Тоа што е проблемот е што Зоран Заев предлага да опозицијата води обвинителство кое што ќе може да истражува само случаи кои што не се отворени до сега. Тоа значи дека рекет нема да може да го истражува. И уште повеќе, предлага опозицијата да номинира обвинител, ама ако власта не се согласи, пак после власта да си го постави. Значи, практично, она што го бара Зоран Заев и поради кое што се заглавени преговорите, е амнестија за него и луѓето околу него по однос на случајот рекет, и тука се во овој момент заглавени преговорите. Да е парадоксот најголем, високи представници од кабинетот на Зоран Заев контактираа наши членови од нашата политичка партија и им велат, знаете како, веројатно нема да има датум за преговори, немаме голем интерес ова се заврши, ни одговара вака каква што е сега состојбата со предметите и со јавното обвинителство. Тоа е двојно лице. Тоа е двојното лице, едно да се зборува во јавност, друго да се прави позади завеса, кое што го гледаме и ќе го гледаме дополнително со сите афери кои што следуваат во периодов кој што доаѓа, и на крај тоа го гледаат нашите пријатели од надвор. Не може да кажеме дека било кој е слеп и не гледа торби полни со пари во вреќи Луи Витон и не гледа дека претходно со тие луѓе се сликала половина влада. Тоа се факти, нема бегање од тие факти, како што и не гледа сериозна намера да се ова расчисти до крај, односно намерата е ситните риби да одговараат, крупните да не одговараат. Министре, имате ли вие ваква информација дека прво неколку малку беше замена на тезијата, зборувавме за слобода на медиуми меѓу другото, а тезата беше да не беше притисокот во јавноста, немаше да има истрага. Тоа значи дека има слобода на медиуми. Оти да не забораваме, националните телевизии не ги емитуваа така наречените бомби. А јавниот сервис, кој што беше целосно партиски и уште се мачи да се подпорасне малку, да се подисправи, па го прекина еметувањето од нападот на собранието, 27 април. Не е точно дека предлогот на владата е владата да го бира јавниот обвинител. Еден од предлозите е да има јавен повик, да се пријават луѓе, опозицијата и владеачкото мнозинство да можат да издвојат 40% секоја од страните. Тоа што ќе остане, да оди во Советот на јавни обвинители, таму да се избере тој што ќе го води ова идно тело за кое што се разговара. Исто така не е точно дека истрагата почнала по објавувањето. Ние чувме од ова што се објавува, дека уште пролетните месеци се почнала предистрага, не знам точно кога таа станала истрага и така натаму, меѓутоа работите си течеле пред јавноста да чуе и пред овие работи да се објават. Тоа е исто така факт. Нема поздраво за нас, нити е владата важна, нити е владеачката партија или партии или опозицијата важна, се што ќе излезе и се што ќе се утврди низ истрагата, обвинителен акт, суд, да си одговара. Кај да оди? Нема поздраво, бидејќи жедни, граѓаните ни се жедни да има одговорност. Тоа е целата наша тема во овој период. Меѓутоа, да бидеме прецизни, во нашиот систем сега, освен главниот јавен обвинител, што по уставот го предлага влада, дава мислење совет за јавни обвинители, го гласа собрание. Сите други јавни обвинители на сите други позиции, советот, фелата одлучува.
дури и овој предлог со делумно влијание на двете страни, па после улогата на Советот е малку политиката вели нели заради недовербата што постои, ние мислиме дека вие вас ви се наклонети, ние мислиме, тие ќе ги отстраниме, не. Ама конечниот предлог во моментов на опозицијата е таа да даде 3 имиња што ќе одат кај Советот. Со кој кредибилитет, имајќи предвид ова што го зборувавме сега? Катарзата ја нема. Што ќе очекуваме од обвинител кој што е предложен од човек што е обвинет? Еден од преговарачите. Мислам дека тука сршта сега ја поводивме, иако не е тема на вечерашната дебата, преговорите за закон за јавно обвинителство, но е корисно. Мислам дека сршта тука ја поводивме, а тоа е дека СДСМ, Зоран Заев и тие кои што преговараат со него не сакаат да има одговорност за владеачката структура. Дури во преговорите Зоран Заев кажал дека ова ако се случи ќе бидат тие претрупани со обвиненија, веројатно знаејќи што се правеле и како го правеле тоа. Не може да вие да имате доерба и да очекувате доерба ако премиер, која станува премиер, вели за 2 години опозицијата ќе го добие државниот обвинител, а сега не се согласува ни да има обвинител кој што е во хиерархијата под државниот обвинител, на кој што државниот обвинител секогаш може да му одземе предмет. Дополнително, како може било кој да очекува дека ќе има правни разврски во случај кога имаме евидентно влијание, во случај кога гледаме што се случува и на кој начин одредени работи се оркестрираат. И финално, како да очекуваме да имаме доерба кога немаме разрешница, напротив, разрешниците се одлагаат. Кога сето ова ќе го ставите на купче, гледате дека... Кој случај зборувате за рекет? Зборувам за рекет, зборувам за случаите пред рекет, кои што исто така беа во јавноста. Кажете ми, еве, како јавност, дали постои случај од формирањето на владата до денес, во кој што владен функционер е барем осомничен. Еден. Тоа што значи дека сите се најчесни таму, најдобро работат, ниједна грешка направат и така државен секретар. Имаше низа на оставки. За градоначалникот видовме му го фатија жив, непланирано, веројатно не биле договорени таму на граница со цигарите и пак помина веќе на 100 човекот, чисто да знае јавност. Ако СЈО беше врзано за години неколку. Само заврши. Идејата на ова тело е, меѓу другото, токму идејата на владата да води. Идејата на телото на е идното дело што ќе води висока да прави корупција. баланс. Утре кога би се променила владата, секако дека предлогот би го дала идната опозиција. И е нормално и е добро да е така. Проблемот е што Зоран Заев не се нафаќа на таква работа и дополнително бара да не важи за работи кои што веќе се отворени. А тука е клjuč рекет. А за рекет видовме дека Зоран Заев на пресконференција ја предложи Вилма Русковска да го води новото тело, што само зборува за политизираност, ако сакаме да зборуваме за политизираност. Вилма Русковска е избрана од Советот на јавни обвинители. Има 4 години мандат при крај на првата година. Не зборувам за дали е новото тело мудро? Не, и финално да се вратиме на основната тема. Она што се поставува како прашање во јавност. Денес излезе скандал за шведска фирма. Споменат е шведскиот амбасадор неколку пати, веројатно ве информирал. Постојат сознанија исто така во јавноста дека еден имал обид за бизнисмен за рекет на еден друг бизнисмен, кој што не е се уште излезен во јавност, кој што е почесен конзул на една држава, земја членка на Европската унија, да нагласам, и дека тој го информирал амбасадорот за ова што му се случува, кој што е нерезидентен амбасадор во Република Македонија. Истиот тој амбасадор го информирал министерот за надворешни работи и прашувам што вие имате направено, дали отидовте во обвинителството да пријавите, дали се обративте кај надлежен јавен обвинител да го испита тоа, или оставивте тоа да остане така, затоа што можеби ќе беше политички непријатно за власта. Ќе ве замолам следниот пат да имаме тајминг. Можеме да зборуваме и да ме демантирате дека не е точно. Значи двете тези. Мислам дека отприлика сме до сега изедначени. Првата теза за како се вика тоа, нели? Обвинител што го води, што ја води таа единица или тим за борба против организиран криминал. Нели? Господјата Русковска. Значи таа е избрана од фелата. Сега го гони рекет, има сериозна улога во случајот со нападот на собранието, истата таа обвинителка. Каква порака ќе дадеме кон неа,
и кон другите јавни обвинители, зборувам како политика, не зборувам влада опозиција. Ако, значи, пораката ќе биде ако ги допреш политичарите или ако нешто прави што тоа е упад во обвинителскиот систем. Тоа е едно од големите проблеми, ова нападов кон Вилма Рускавска не е на оваа влада. Она си обвинител и во претходната влада си била обвинител и си работела. Значи, тоа е проблем. И имаше многу од овде. Ја мислам дека Заев, знаејќи го, не сите овие и напред, и назад, и нагоре, повеќе е нагоре и напред отколку што е назад, во последниве 2,5 години, бидејќи ние кашата што ја наследивме ја расчистуваме и со петни жили се обидуваме да влечеме напред. Немаме голема помош, за жал. Иако, морам да бидам искрен и чесен, по фалбата дека дел или голем дел од реформските закони се донесени заедно со опозицијата, е кредит што оди на двете страни. И тоа исто така треба да се истакне. Ова, јас имам стварно дилема дали да направам еден генерален демант за воиднина и да кажам се што ќе чуете од опозицијата ја демантирам. Бидејќи си имам важна работа. Еден од бивши министер за надворешни работи. Знаете што значи тоа? Треба да имате чувство кон државниот интерес. Сега ја води Комисијата за надворешна политика во Собранието. Го демантира едно чудо министерство на земји членки, кога рече во јуни 7 земји биле против. Од МНР на Луксембург стигна. Од МНР на Грција стигна. Што имаше нешто со Белорусија и тие го демантираа. Еве сега и јас ова ќе го демантирам. Значи, било кој, молам? Јас никогаш не зборувам без документи пред себе, не зборувам за Значи, други луѓе, спомнуваат се работи за јас чиста, зборувам за себе. Се работи Јас за без да прочитам дозволете нешто, не да се зборувам. како што јас вас ве пратам и да слушам внимателно. Се работи за чиста невистина, од било каде да ми дошла информација, се разбира дека веднаш ќе отидев кај надлежни органи и ќе пријавев. Човекот што го зборува, денес добив прашање од некој медиум, беше спомнато по овие портали кои што вистина се надевам дека ќе вродат со плод напорите за саморегулација на новинарските здруженија, бидејќи јас не можам да кажам дали е некој новинар или не е, ама еве можем да ги ставам во наводници, бидејќи цело време губат представки од вашите тела, од новинарските здруженија. Денеска беше објавена една, повторно, членот 1 од Кодексот на новинари беше прекршен. И од страна на Инфомакс, и од страна на Република. Денес ги добив резултатите од моите представки. Еве сега, и тоа беше малку начнато. Бидејќи беше начнато, седнав и истражив, односниот амбасадор го завршил мандатот кон средината на 2018 година. Јас сум имал со него една куса средба на прием, последната наша средба, на 18 октомври 2018 година. Јас не ја водам истрагата, од тоа што читам, не знам дали действувања во врска со рекет биле почнати тоа време. Не знам. Содржината на тој разговор немаше врска со рекетирање или со рекет. Стапив во контакт со човекот и го замолив да даде изјава. Ако инсистираат медиумите, можеме и таа изјава да објавиме, ама сакам да апелирам во политичката битка да има една доза на пристојност и внимателност, бидејќи не можеме ние со нашите вакви маки упорно да ги обременуваме странците да демантираат тврдења што ние овде ги користиме во политичката битка. И тоа ќе се случи, еве ќе излезе и тоа. Ама може ли да престанеме со овој тип на алузијата таму беше дека дал исказ таков. Може би и дал човекот, не знам. Ама ја ви кажувам што се случило. Најодговорно. Да не ги доведуваме држави со кои што сме пријатели, упорно да демантираат. Луксембург ќе не демантира. Вели не, ние не бевме против, ние сме за. Не зборуваме. Белгија. Цело време тоа се случува. Не. И ова ќе се случи.
Значи, имаше Срамота. неколку тези, сакам да ги искоментирам. Прво, Добро, може ли само ова, бидејќи за Много амбасадоров да го прецизен, разјасниме ова за... прво, неприродно е на мојот карактер, за себе зборувам, не можам да зборувам во име на други, да зборувам за работи за кои што лично не сум ги видел, прочитал или имам многу кредибилен извор. Јас стојам позади ова што го кажувам, за да не и наштетам на државата, не одам со конкретни имиња држави така натака, баш во насока на ова што вие го кажавте, но стојам дека минимум еден почесен конзул во оваа држава бил предмет на уцена и на рекет. Тоа се уште не е излезено во јавност, но ќе излезе со тек на време. И истиот го информирал својот амбасадор, кој што го информирал него дека го информирал министерот за надворешни работи на Република Македонија. Ќе дојде време, ќе излезе тоа, ќе го прочитаме сите. Во однос на другите тези кои што беа кажани. Ама ви кажав сега, И и од не ме него ќе советувам- добиеме изјава, од амбасадора. И не ве советувам да демантирате, затоа што мислам дека ќе е непријатно во месеците кои што ќе дојдат, кога ќе се излезат работите. Се надевам дека каква таква судска разврска за рекет ќе има, дури и на ова ниво да остане рекет, да обвинителството ни чекор не оди нагоре и за ова ќе има некаква судска разврска, ќе може целата Вашиот јавност обид, да за жал, ги дознае факти. вашиот обид. Јас не ве прекинав, интервениравте. Таков низок напад, не, ама зборувате за мене. И се ја ви кажувам, ниеден амбасадор не ми зборувал за рекет. Јас кажувам обратно, ајде И ви време да кажувам, оставиме да последната покаже кој е во право. средба со односниот амбасадор е кон средината на октомври минатата година. Ама јас не знам за кој амбасадор зборувате вие. Па се знаете очигледно. Не знам. Па Не знам за знаете- кој зборувате. знаете очигледно. Јас зборувам за Значи, оваа 2019 година, не зборувам за 18. Обидот со лаги Не да се ме лаги. испрљате или да ме пикате во рекет Не, апсолутно не се лаги. е безобразен. По однос на Значи јас немам никакво милиметар немам ништо за таа приказна. гледам дека инсистирате на тоа, го пишавте и во еден статус Важна на работа Facebook. ми е тоа. Очигледно ви е важна. Затоа што Но, еве- планината наша што доаѓа после датумов, за кој што толку се бориме, е токму да се справиме со оваа грозна спрега на подземјето, па измешано, па Да тоа веруваме што дека е излезе така. преку бомбите, ние уште сериозно го немаме чепнато и ќе го чепне За бомбите оваа видовме, нација. да видиме сега за ова. Да веруваме дека е така. И дека Ништо јас не видовме за бомбите, треба јас- одговорност да има. Јас не тврдам ништо за што немам факти. Но, доколку немате никаква врска со случајот рекет, а еве јас велам дека немате никаква врска со случајот рекет, дали ви е непријатно или може би не ви е непријатно да седите на седница на влада со луѓе кои што очигледно минимум се политички имплицирани со врвот на рекет. Како се чувствувате кога седите со луѓе кои што се минимум политички имплицирани, а барем за неколку од нив, мислам дека ќе се покажат и други работи. И само во оваа насока, за да одговорам, кажавте вие дека практично пораката треба да биде кон обвинителот дека ако ги допре политичарите си оди, ние бараме да ги допре политичарите. Нашата забелешка за рекет е што политичарите не се допрени. Нашата забелешка за рекет е број 1 се одговлекува, број 2 ситните риби одговараат, крупните риби никој не ги чепка. Тоа е нашата клучна забелешка во целата оваа ситуација. Како што е наша забелешка дека кога новинар, кој да е, ќе излезе со сознание дека генералниот секретар на владата правел нешто, истото тоа обвинителство не го повикува генералниот секретар да даде исказ, туку ги повикува новинариве зашто вие го објавивте ова, кој ви го даде. Тоа е состојбата која што се случува во владава и тоа е во моментов атмосферата во која што ние живееме. Во таа насока, сакам да ве прашам, дали не ви е непријатно премиер да ви биде човек кој што јавно дава изјава дека комуницира со адвокат на првоосомничената? Значи, Заев јавно кажа дека е во комуникација со адвокатката на Катица Јанева. Дали е тоа во било која од европските држави кон кој што сакаме да одиме, е нормално премиер на влада да комуницира со адвокат на првоосомничен во најголем корупцијски скандал во моментот во државата? Ја мислам дека не е нормално. Вие малку сте како групација политичка со чести пресови, обвинителството вака да направи. Зошто, ако вистина имате материјали, не однесете се? Со ваков фокус и нервоза на јавноста, со право, бидејќи е многу горчливо чувството, институција што се создаде за да гони индиции за криминал, да излезе, да има индиции дека поминала од другата страна, односно шефот на таа институција. Така? Значи, ова да направила, да го викнала оној на распит,
однесете и се што имате. Веднаш Со ваков одговор. фокус од меѓународната заедница и од јавноста, кој е тој човек што ќе си дозволи, па не знам какви симпатии да има или омраза едни и други, да не направи што треба да се Ќе ви направи. одговорам веднаш. Премиерот вели секаде нека оди, кон влада нека оди, кон партија нека оди, одлично. Тоа ќе биде здраво и за партија, и за влада, и за држава. Кај и да оди Балканицата, мора да има одговорност. Ама, од кај вас да доаѓа, морате прво да се соочите со својата одговорност. Многу е едноставно. Може ли да одговорам на две прашања клучни се? Да. Прво, во однос на фактите со кои што располагаме, морам да Многу сте Видам како отворен. загонетни, Не, како не. обвинител. видам Однесете отворен ги фактите во обвинителство. и искрен со јавноста дека ние не и со пример ќе ја објаснам зашто во овој момент не чувствуваме доверба во обвинителството, затоа што јас лично минатата година поднесов иницијатива за кривични пријави и се уште до денес, значи беа поднесени во ноември, денес еве го септември стигна, значи 10 месеци, нема никаква иницијатива. Значи, обвинителството може да ги прифати, може да ги отфрли. Нити ги има прифатено, нити ги има отфрлено, стојат во фиока, никој жив не е повикан еден збор да каже за таа работа. И како сега јас да ги доставам фактите кои што ги имам во обвинителството, за пак да ги стави во фиока. И затоа се корисни овие разговори Законот за јавно обвинителство, да можеме конечно двете најголеми партии во оваа држава да го трнеме на страни, да кажеме дека имаме доверба. А имате ти имаме ли- доверба ако секој има дадена улога таму внатре. Имате ли И втора материјали, работа, господин Николовски, само ова, имате ли материјали кои корупција? за да ги однесете? Да. секој ден граѓани носат кај нас. И ги вадиме по пресконференција и допрва ќе ги вадиме, ќе се изнагледате во следен период. А обвинителството, доколку има добра намера, може и подопрен глас да ги гони или да не повика да кажеме што знаеме. Ама јас да ги однесам фактите и аргументите кои што ги имам, без да ги презентирам во јавност, за да ми ги стави во обвинителството во фиока, втор пат таа грешка не ја правам. И второ, по однос на премиерот, најголем проблем кај премиерот е што едно зборува, друго прави. Тој самиот кажа, рече секој што има нешто, нека каже вклучувајќи и за мен. И ја лично кажав што знам за него, ми се закани со кривична пријава, се извинам, со пријава за клевета. Со брат му сум по судови исто така за клевета, самиот тој кажа дека не било добро брат му што ме тужи за клевета, сега тој ќе ме тужи за клевета. Во која нормална држава премиер тужи подпредседател на опозициона партија за политичка изјава? Јас Остануват? не коментирав негов личен Едно и е приватен политичка изјава, друго е невистина. Ама невистина се демантира. Значи на крај суди јавноста, може да излезе да рече Александар кажа вака, вака и вака, аргументите се тие и да ја затвориме. Еве ќе споделам јас со граѓаните и јас имам мака со обвинителството. Кривична пријава поднесов за да се бара сторителот на фалсификуваниот документ што беше моја оставка на ден по референдумот. Кој сме денес септември, 2 недели помалку или најдобар доказ подоцна, реформираните една година. преводи. Докај е со таа истрага, го најдоа ли човекот, нели го најдоа, факт е дека имаат поважни работи да прават, факт е дека им фалат обвинители, тоа е дебата една актуелна со Европската Унија, мора да поминат преку академијата и така натаму, факт е дека фалат луѓе, ама еве и за ова ја не сум задоволен. Да. Добро, ми се чини дека некако тука ја исцрпевме дебатата за обвинителството во однос на тоа прашање. Ќе продолжуваме со ЕУ перспективите, ќе направиме на кратка пауза само за реклами и се враќаме брзо во студиото.